Благодарам, председавач. Почитувам колега, вашето излагање мене ми личи на еден политички цинизам, затоа што за ова информација за која вие на времето нудевте мерки за да дојдете на власт, ветувавте чист воздух за да дојдете на власт, од моментот кога дојдовте на власт барате колективна одговорност, барате заеднички да ги решаваме проблемите. Ваков проблем во кој сега се наоѓа Република Македонија, кога има една одговорна влада, за ваква информација, со вакви информации по социјалните мрежи и по телевизиските станици дека во Македонија се согорува токсичен отпад, овдека требаше да имаме присуство од Министерството за екологија, Министерството за економија, од Министерството за транспорт и врски. Тука ќе се видеше колку владата е сериозно заинтересирана за решавање на овој проблем. Со тоа што ги нема, нам ни е јасно овој проблем како ќе се реши. Да подсетам овдека некои работи се кажаа претходно за ангажираноста на оваа влада во решавањето на проблемот. Во Куманово се одржа заедничка седница на владата на Република Македонија, на која главна тема беше загадувањето на воздухот во град Куманово. На таа седница се донесе одлука да се обезбедат нови 600 милиони денари за решавање на овој проблем, а за Куманово беа одвоени 5 милиони денари за купување на 10 инвертери. Меѓутоа, за решавање на проблемот со главниот загадувач, а тоа е градската општа болница која се грее на мазут, остана да биде најупотребуван глаголот за далечно идно време кој ќе биде специфика за владењето на СДСМ ке. Овдека и господинот заменик министер, кога во една од репликите одговараше, рече ке биде. Сега СДСМ е власт. Одговорноста е во рацете на парламентарното мнозинство. Значи во Куманово, ако најголемиот загадувач за кој требаше да се приклучи на гасоводната мрежа, пошто Куманово го секој пат ставаат дека е успешна приказна за гасификација, толку да немаше да се најдат средства, има средства за да слушаме коцкарски машини и све друго, не можам да сватам. А колку е Куманово успешна приказна во гасификацијата, треба да им се објасни на кумановчани зошто и оние објекти, и оние луѓе кои беа приклучени на газ во најстудените денови пред 10 дена, 4 дена нема газ во Куманово. Благодарам. Благодарам. Контрареплика прати Нико Тацевски Костадин.